Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Изминативе 7 години од кога ВМРО ДПМН е на власт, на ниво на локалната самоуправа на град Скопје, макотрпно работевме за реализирање на сите ветувања кои што им ги дадовме на граѓаните пред избори во нашите програми. Во овие програми ние ветивме проекти и мерки со кои ќе се решат проблемите со кои се соочуваат граѓаните и значително ќе им се подобрат нивните животи. Сообраќајниот метеж во 2009 година беше најголемиот проблем кој што беше посочен од страна на жителите на Скопје како навистина сериозен проблем. За таа цел, изминативе 7 години, градот Скопје, предводен од градоначалникот Коце Трајановски и Советот на град Скопје, каде што мнозинството го сочинуваат ВМРО ДПМН и коалицијата, решавањето на сообраќајниот хаос го стави како врвен приоритет. Изминативе 7 години успеавме да прошириме булевари со вкупна површина од околу 18 километри, каде влегуваат следниве булевари: Илинден, Метрополи Теодоси Гологанов, Свети Климент Охридски, две фази од Борис Трајковски, Србија, Македонска војска, првата фаза од Трета македонска бригада, Манапо и многу други. Во овој период го изградивме новиот мост на реката Вардар помеѓу општините Сарај и Ѓорче Петров. Се изгради новиот надпатник помеѓу населбите Хиподром и Инџиково, а во насока на подобрување на состојбата во паркинг просторот изградивме двекатни гаражи со кои обезбедивме 1000 нови паркинг места. Во овие 7 години, покрај проширувањето, беа изградени и 6 нови модерни кружни текови, односно картосници, а беа реконструирани голем број на булевари и улици, каде што нов лик добија и сообраќајниците на потек во должина од над 34 километри, и тоа булеварите Кузман Јосифовски Питу, делови од Јане Сандански, партизански одреди и Даме Груев, како и улиците Филип II Македонски, Кемал Сейфула, Ферит Бајрам, Козле, Радишанска, Самуилова, Благоја Стевковски, Свети Кирил и Методи, Волковска и уште многу други. И во моментов Скопје е едно големо градилиште каде што во моментот на терен се реализираат инфраструктурни проекти во вредност од над 15 милиони евра. Како поважни може да ги издвоиме: пробивање на булеварот Христијан Тодоровски Карпуш, продолжување на проширување на булеварите Трета македонска бригада втора фаза и Борис Трајковски трета фаза, проширување на булевар Асном, пробивање на булевар Србија до улица Христо Татарчев, проширување на улица Мажари, изградба на нов кружен тек на влезот на Железара, капитални проекти за подобрување на водоснабдувањето на Шуто Ризари и уште многу други кои што ги реализираме. Состојбата на јавната чистота и комунална хигиена, како и зелените површини со области во чие подобрување инвестиравме големо време, енергија и ресурси. Јавните предпријатија кои што беа задолжени во овие области беа во многу тешка положба, со големи долгови, стара и нефункционална механизација, а самите работници со месеци не примаа плата. Овие неколку години состојбата во јавните предпријатија, особено комунална хигиена и паркови зеленила, е целосно променета. Овие предпријатија се финансиски стабилни и истите имаат на располагање нова и модерна механизација. За потребите на јавно предпријатие комунална хигиена, која во 2009 година функционираше со 5 камиони постари од 40 години, овие неколку години набавени се над 80 нови возила, со кои што целосно е обновена и модернизирана механизацијата и возниот парк на ова предпријатие, а со тоа е подобрено и неговото работење. За потребите на јавното предпријатие Паркови зеленило, набавена е нова опрема и механизација, составена од над 60 камиони и машини, со кои што истото е опремено за извршување на своите работни задачи. Состојбата со јавниот превоз во Скопје беше една само тажна слика, каде низ скопските улици се возеа стари автобуси, додека јавното сообраќајно предпријатие е едно од предпријатијата кои беа во најлоша состојба и предпријатието константно работеше со загуби. Во соработка со владата на Република Македонија, набавени се 300 нови автобуси од кинеската компанија Јутонг, инвестиција вредна околу 60 милиони евра. Со ова комплетно се модернизира јавниот превоз, со кој што скопјани добија нов, модерен и удобен јавен превоз.
Паралелно со ова, започна и процесот за воведување на автоматска локација на автобусите на јавното сообраќајно предпријатие, како и системот за електронско плаќање за што се инвестираа дополнителни 3 милиони евра. Овие неколку години во континуитет работевме за зголемување на зелените површини, каде во Скопје изградивме неколку прекрасни нови зелени паркови. Изминативе неколку години градот Скопје и јавното предпријатие Паркови зеленило уредија и подигнаа голем број на нови зелени површини, и тоа над 200.000 метри квадратни, со што значително го разубавеа главниот град, исто така се подобри воздухот. Во овој период беа засадени повеќе од 60.000 нови листопадни, зимзелени, грмушести садници, кои што придонесоа за зазеленување на Скопје и за подобрување на условите во животната средина. Овој процес продолжува преку континуирани акции за садење на дрва, како и доделување на 3500 садници на годишно ниво за садење на куќните совети и местните заедници. Во општина Карпош, долж булеварот Митрополит Теодоси Гологанов, го изградивме паркот Македонија, кој се протега на повеќе од 63.000 метри квадратни. А во моментов се работи на новиот парк во аеродром покрај улицата Февруарски поход, каде што ќе добиеме нова зелена површина од околу 82.000 метри квадратни. Минатата година беше уреден и вториот дел од паркот на природата Газибаба, кој што се протега од Природно-математичкиот факултет кон населбата Железара од страната на Чаир. Почитувани, додека СДСМ пласира празни зборови, гола политика, непродуктивност и хаос во секој сегмент во Република Македонија, ВМРО ДПМН посветено работи на подобрување на животот на нашите граѓани и реализирање на ветените проекти. Додека советниците од опозицијата се трудат безпредметно да критикуваат и да ги симнат точките од дневен ред на Советот на град Скопје, советниците од ВМРО ДПМН, разбирајќи го придонесот на проектите кон граѓаните, се трудат да ги реализираат сите проекти, тие да се изгласаат и да бидат донесени во програми. Нема област во која што не може да се издвојат голем број на проекти кои се реализирани овие 7 години во градот Скопје, кои што ВМРО ДПМН ги реализираше за подобрување на животот на граѓаните во Скопје. Нема област, нема јавно предпријатие, културна институција или средно училиште во кое значително не е подобрена нивната финансиска и техничка состојба, со што истите на вистина стана сервис на граѓаните со подобри услови и квалитет за живот. Ви благодарам.